Американски компании од енергетиката, производство на мебел и медицински услуги ја оценуваат како позитивна бизнис климата во Македонија и најавуваат посета на државата за реализација на потенцијални инвестиции. Условите и поволностите за инвестирање и водење бизнис во Македонија пред бизнисмени од повеќе сектори вчера на бизнис форум во Њу Џерси, Соединетите Американски држави, ја представи македонската делегација предводена од премиерот Никола Груевски. Многу сме фокусирани на подобрување на бизнис климата. Всушност, тоа е нашата главна преокупација во последните 7-8 години на кои работиме на повеќе начини, и тоа за сите инвеститори во земјата, домашни или странски. Како резултат на многу чекори кои ги направи владата, бизнис климата сериозно се подобри, што се рефлектираше во повеќе извештаи на меѓународни финансиски организации, нагласи Груевски во обраќањето. Присутните бизнисмени дадоа позитивна оценка за бизнис климата во Македонија со особен акцент на даночната политика која обезбедува поволност за бизнис секторот. Вашите даноци се соодветни и за граѓаните и за компаниите. Целиот ваш даночен систем е добро осмислен и обезбедува долгорочност, со други зборови стабилност. И земјата нема потреба да се грижи за зголемување на даноците, а компаниите не треба да прават промена на нивните инвестициски планови. Слободно можам да кажам дека за некои нешта можеме да учиме од вас, изјави Џон Кулбертсон од енергетската компанија Кулбертсон, еден од многумината бизнисмени од различни сектори кои дадоа позитивна оценка за понуденото. А владината делегација синоќа во Њу Џерси се сретна и со македонската дијаспора, при што премиерот Груевски ја истакна значајноста на македонската дијаспора во промоцијата на македонските интереси и посочи дека владата и во идниот период ќе продолжи да ги остварува заложбите за унапредување на соработката со иселениците, како и за спроведување на проекти кои се од интерес за дијаспората. Светската банка го одобри кредитот од 83 милиони евра за изградба на патот од Ранковце до Крива Паланка. Тендерот треба да биде објавен наскоро и напролет да започнат градежните работи, рече вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски во Росоман, истакнувајќи дека тоа е добра вест за жителите на Крива Паланка, Ранковце и на целата североисточна Македонија. Ке се гради во еден дел нов експресен пат, а на еден дел ке се направи реконструкција, со што патот ке биде безбеден за сообраќај и полесен за возачите, изјави вице-премиерот Ставревски. Патот е во должина од 26,5 километри и ке има по две ленти од двете страни. Целта на проектот е да ја подобри транспортната поврзаност за корисниците на патиштата долж коридорот 8 меѓу Скопје и граничниот премин Девебајр, како и да го подобри управувањето со средства и планирањето на јавниот претпријатие за државни патишта. Проектот е финансиран од Меѓународната банка за реконструкција и развој преку заем во износ од 83 милиони евра со рок на доспевање од 28 години, вклучително и 8 години грејс период. Вице-премиерот Ставревски во Росоман ќе посети неколку локации каде што се во тек изведувања на неколку локални проекти, а ќе оствари и средби со жителите од околните населени места. Околу 90 милиони килограми грозје се откупени досега од годинешната реколта или 60% од очекуваните 150 до 180 милиони килограми. Според директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Румен Стаменов, откупот се врши на вкупно 94 пунктови од страна на 85 правни лица, а исплатата е согласно законските одредби, односно според шеќерните единици, а не според сортата. Околу 3500 имигранти изминатите 12 часа транзитирале низ територијата на Република Македонија од прифатниот камп во Гевгелија до Табановце. Според УНХЦР, невладините организации и Меѓународниот Црвен крст за неполни 8 часа од 22 часот и 30 минути ноќеска до околу 6 часот утрово од јужната кон северната граница заминале 2850 мигранти со специјалните возови на македонски железници, а останатите со првиот утренски воз биле упатени кон Табановце, откако претходно биле прифатени и евидентирани во Гевгелискиот камп. Државите од Европската Унија кои не ги исполнуваат имигрантските квоти ќе бидат дадени на суд, соопшти представник на Европската комисија на седница на Комисијата за граѓански слободи, правосудство и внатрешни работи на Европскиот парламент. Од комисијата појаснуваат дека дури одделни држави да гласале против или воздржано при прифаќањето на квотите од Советот на Европската Унија, решението за квотен систем е утврдено и следува да се извршува како законодавен акт што стапил во сила.
Русија нема да користи копнена војска во својата воена операција во Сирија. Ситуацијата таму воопшто не влијае на параметрите на есенската регрутација на руската армија, истакнуваат од кабинетот на рускиот председател. Секако од целата оваа ситуација, операцијата во Сирија воопшто не влијае на регрутите, истакна представникот на Кремљ. Американските весници пак денес објавуваат дека русите во Сирија ги нападнале и групите што се поддржувани и финансирани од Соединетите Американски држави и обучувани од ЦИА. Во првиот напад на руската авиација се бомбардирани позициите на вооружените групи на сириската опозиција кои војуваат против председателот Башар ал-Асад, а не џихадистите на Исламската држава, тврди Нью Йорк Таймс.